Бурна новогодишна ноќ во Македонија без нарушување на безбедносната состојба во државата. Турски државјанин бил убиен со остар нож во старата Скопска чаршија. Инцидент во кој учествувале група турски државјани, а друг е тешко повреден. Осомничениот убиец е во бегство. На клиниките е примено и повредено 2-годишно дете кое е во живото загрозувачка состојба. МВР има повеќе теории како дошло до повредата на главата, но чека официјални информации од лекарите дали станува збор за куршум. Целокупниот период во текот на вчерашниот ден регистрирани се 31 кривично дело, како и 23 сообраќајни незгоди, од кои што 2 со тешки телесни повреди. Приведени се вкупно 49 лица по разни основи, најмногу во врска со нелегална трговија со дрога и нарушен јавен ред и мир. Тоа се бројки кои кажуваат дека огромното мнозинство граѓани се однесува одговорно и со тоа придонесува за лична и заедничка безбедност. Дека најтешкиот случај е оној на 2-годишното дете, потврди и од клиника. Дете со непознати лични податоци од 2 години е примено на интензивна нега со проектил во главата од огнестрелно оружје. Немаме податоци за случката што се случило. Исто така е во животна опасност. Имаме 8 физички напади, 6 пациенти со телесни повреди кои што се пуштени на домашно лекување. Регистрирани биле и 3 пациенти по пат од Висина. Меѓу нив е и 30 годишен маж пронајден паднат во реонот на Буњаковец, кој бил во живото загрозувачка состојба. Кај него е извршена операција на ребетниот столб и моментално се наоѓа на клиниката за интензивно лекување. На неврохирургија поради истата причина пат од Висина е примен и 16 годишен пациент од Штип. МВР бележи се думина кои се повредени од употреба на пиротехника, а на клиниката за пластична хирургија биле примени вкупно 20. 8 се повредени во физички пресметки, 6 се повредени од пиротехнички материјали, 4 се повредени заради сообраќајки и еден е повреден, односно еден алкохолизиран пациент е донесен, иако не третираме алкохолизирани пациенти, но донесен е и третиран кај нас. Инаку во однос на она што да кажам, условно кажам, ако може да има добра страна која се работи за повреди, тоа што се помал број се малолетни лица. Во текот на ноќта биле евидентирани 3 сообраќајни незгоди, при што околу 20 пациенти се со лесни телесни повреди и биле прегледани и пуштени на домашно лекување. Според статистиката на МВР, споредбено декември 2024 со 2025 година има намалување на сообраќајките во Скопје за 20% и без жртви. Вкупниот број на сообраќајни незгоди кои што е настанат на територија на СВР Скопје во изминатиот месец дена, компарирано со месец декември од 2024 година, е намален за негде отприлика околу 20%. Вкупниот број на повредени лица, компарирано од декември 2025 декември 2024 е намален отприлика за негде околу 35%, мислам дека точно беше 37%. Тошковски ги повика претениците да ги изгласаат законските измени во Законот за прекршоци и Кривичниот законник со цел од 1 февруари да стартува системот Безбеден град.